Стадион. Емисија за вашата вистина. Околу комуникацијата со Шилегов, кон сите се однесува политички како ве гледа како политичар или сепак има некое джентлменство затоа што сте од понежниот, од поубавиот пол? Првен да ги поздравам вашите слушатели на Радиото 77, да го поздравам гостинот во вашата емисија, градоначалникот Шилегов и секако вас. Во однос Кажам добар ден, Елена Немечовте. Поздрав. Се слушаме? Да, се слушаме. Да. Во однос на прашањето кое ми го поставивте, морам да кажам дека градоначалникот има неколку лица и дури на моменти си велам дека може професионално да застане на даските што живот значат или пак на пред филмските камери. Во јавноста е едно, меѓутоа на седници е нешто сосема друго. Особено морам да ја запознам јавноста откако работиме онлайн, а тоа е веќе скоро година дена како сме седниците ги одржуваме преку Zoom конференции. Сме на некој начин влезени во една глува соба и тука се случуваат во најмала рака ќе го потребам зборот чудеси. Па кога ние како советници на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе побараме транскрипти, бидејќи седниците ни се снимаат, тогаш истите транскрипти се лепат, се монтираат и сите оние неубави и грди зборови се вадат од транскриптот. Значи, односот апсолутно дека може да биде поджентлменски, не само спрема нас, советничките од понижниот пол, туку воопшто спрема советниците од опозицијата. Господи Жугич, зборувавте за неколку лица. Јас забележувам и кај вас најмалку две лица. Пред да се фокусираме целосно во последниот, значи во вториот дел на градот Скопје, тоа што ви е работа како советник. Како глумиц, како актерка сте извонредни, убави улоги, убави изгледате. Меѓутоа, политиката како да ве деформира. Јавноста никако не може да ви го заборави тоа што го кажувавте во изјави политички на пресконференции. Тие пластични куршови никако не може да ги заборави. Зошто дозволите толку гнев и нервоза во тие политички изјави, за разлика од она што ви е како професија актерска сосема покротка, поинета? Интересно, мислев дека моето вклучување ќе биде врзано со работењето на актуелниот градоначалник. Меѓутоа, апсолутно ви благодарам на прашањето. Никогаш можеби вака јавно не сум прозборила никаде на таа тема. Јас бев раководител 5 години, го оформив театарот Комедија 2012 и успешно го водев до 2017. Ако се навратите наназад во време траењето на шарената револуција, која што траеше навистина долго, објектот на театар Комедија е во срцето на град Скопје, значи карши Нова Македонија, старите бараки на Македонскиот народен театар каде што беше сместен. И јас можам да ви кажам дека моето сустав за гарантирано право да јас си извршувам работата за која што сум платена и како актер и како директор, беше комплетно загрозена тие 2,5 години. Значи јас секојдневно морав да се информирам каде и што е блокирано за да можам да дојдам на работа. Можам да ги информирам вашите гледачи дека во траењето на целата таа шарена револуција ниту една представа не е откажана, иако многу често беше напаѓан театарот. Многу често протестите тргаат тука. При тоа, ако 2,5 години целата комплетна власт дозволи да се руинира она што е градено со од данокот на жителите на Скопје и што граѓаните на Република Македонија, а при тоа во парламентот и едната и другата пратеничка група ги изгласаа гумените куршови како начин за справување со дивење, со хулиганство и немирни демонстрации. Мислам, впрочем, тоа го гледаме насекаде низ светов и сега, и вчера, и години наназад, веројатно и во иднина. Тоа беше еден многу успешно спинуван мој коментар, не беше ниту Facebook статус на мојот Facebook профил, туку беше коментар на еден портал на Facebook кој што се викаше Стоп Сорос. Јас во форма на прашање само прашав каде се механизмите да се сопре ова дивење. После 3-4 дена, значи веќе тоа е така осмислена реакција, оти да беше поведено на импулс на оние кои што ме нападнаа на таа тема, ќе беше веројатно реакцијата одма.
Меѓутоа, како и се што беше во шарената револуција, па така и тоа беше една многу добра режија. Дури за упадот во театар комедија се спомнуваа баснословни хонорари за луѓето кои што го направија. Тоа мене ми влегува на работно место на сред представа, на представата Лесистрата. Очекуваа некоја моја не знам каква реакција, меѓутоа јас не сум, ја воопшто не ни прекинав представата, си течеше текстот. Значи тој мој коментар беше многу добро искористен за да ме девалвира по секој основ. И по професионален основ, и во мојот политички ангажман. Јас се извинив за тоа што добивав после тоа одвратни закани, одвратни коментари. Значи, еве самиот вие велите дека моето некакво политичко делување, со тоа што јас сум секогаш од страната на уметноста и сум општествено освестен уметник. Значи, јас сум човек кој што одбил да седне да го одбил пратеничкиот мандат, легитимно сум избрана пред два локални избори за пратеник, меѓутоа јас го одбив пратеничкото место со цел да останам во културата, затоа што можам таму многу повеќе да помогнам. Добро, господин Јожевиќ, ајде да се фокусираме на ова сега. Политичар, само да се доврша мислата, луѓето ме поимуваа како политичар и тоа како голем гласноговорник. Од инпутот на нас уметниците е многу поголем за разлика од многу луѓе кои што запливуваат во политички води, и тоа беше една тенденција да се разобличи моето влијание, меѓутоа и јас да се обесхрабрам секако, меѓутоа напротив. Јас сум се уште тука, сега сум актуелен советник во Советот на град Скопје. За жал сцената како делување од промената на власта ми е комплетно одземена, меѓутоа ова е една друга сцена на која што јас делувам. Госпоѓа Жугич, ајде да видиме сега колку сте храбри. Да. Во овој краток дуел или соочување дуел, ајде лош според дел, со Шрего. И миѓате на улиците, слушате, не знам колку слушавте, даде објаснување дека генерално лошо се спинува целата оваа ситуација и дека процедурата и процесот носење на одлуки е сосема поинаква. Повелете за тоа, кажете за тие опционални 500 и колку предлози на имиња на улици кои што се во град Скопје. Видете вака, јас ќе се обидам да бидам куса, иако за оваа тема човек не треба да биде кус. Меѓутоа, ова е една општо позната флоскула на градоначалникот, кога нема контрааргумент, се служи со зборот лажете. Знаете онаа познатата фатета го крадецот. Слушна во емисијата, а и во неговите изјави во јавност, дека опозицијата спинува на тема Киро Глигоров и Борис Трајковски. Мислам дека ние се послуживме со здрав разум, иако во новиот регистар на имиња на улици ги видовме првомајска, некако не стана логично дека ќе се врати на првичното име пред да биде сменето. Првомајска е сегашниот Борис Трајковски, која што од улица со реновирање 2012, ако не се лажам, е претворена во булевари и е сменето името. Ако градоначалникот мисли дека ќе врати Првомајска и ќе крсти некоја улица во Аеродром или во Шуторизер, импровизирам, а при тоа зборува за некаква колективна меморија на скопјани, мислам уште поголема папазијанија ќе направи. Образложението зошто се менуваат имињата на улиците, да се испочитуваат по истата логика, Јелена, видовте ли вие Војводина во регистарот? Не. Неки Војводина е поранешното име на Киро Глигоров. Зошто таа логика не употребувате кој излегувате во јавност? Добро, градоначалник, дозволете ни ние да си креираме наш пристап и наш концепт на работа. Еве, јас ве прашувам која улица ќе биде Првомајска, ако не сегашната Борис Трајковски? Дали, значи, видете вака. Ние како советничка група, кога дојде оваа точка на дневен ред, со 2 часовна дискусија, издржана, темелна, со замолби и молби, и ние сме доста конструктивна опозиција, иако не сака така градоначалникот да не представи во јавност, баравме таа точка да се симне од дневен ред, со цел да бидат запазени сите процедури. Значи, градоначалникот вели 2019 е направен некој јавен повик, граѓаните праќале по мејл предлози, има комисија оформена во Советот на град Скопје и тие ги селектирале и ни ги предложуваат тука на нас. Во таа комисија има двојца представници од вашата партија. Двајцата представници, градоначалник и на седницата која што имавме во вторникот на 22 февруари, јасно ви кажа дека прве не биле уредно поканети,
А второ и да биле уредно поканети и немаше да дојдат, тоа е нивниот став, јас не сум член во таа комисија. Можам Добро, само да ама го тогаш со пренесам сила тука не на можам да јавноста, донесам некој да присуствува затоа што на не работната сакаат да комисија. даваат легитимитет на една ваква папазијанија. Значи, Добро, вака, вака, Жугич, еден бидете, ваков чекор останете така треба само да го биде прашам проследен градоначалникот. со јавна Первомајска ќе расправа. носите ли пак се? Треба да бидат консултирани сите, треба да биде консултиран Институтот за историја. Треба да бидат консултирани еминентните авторитети во градот Скопје. Тоа ставиме. Ајде. Вака, пред да продолжите. Првомајска, ќе има некаде? Од мене нема да биде предложено. Добро. Меѓутоа била Првомајска предлог ја од има граѓаните, како предлог во 517 била имиња. предложена од граѓаните Добро, еве, и е во Шилегов кажа регистарот. дека Првомајска, макар што 1 мај мене ми се допаѓа. Сега ако веќе зборуваме за вкус, нема да ја предложи, тој лично. Градоначалник, да. ако вие велите дека комисијата работела нели напорно да ги селектира и така натаму, зошто тогаш го оставиле предлогот Првомајска, а ако не да внесат забуна, особено кај советниците од ВМРО, за ние да изреагираме, па вие да речете не, ние лажеме и така натаму. Мислам дека на крајот вашиот мандат ќе се сведе на да се ја вратите Мексичка и тоа е тоа. При тоа е вака апелирам еве до вас, Мексичка не е Мексичка, туку е евентуално мексиканска, така во однос на македонскиот литературен јазик. Мексичка или америчка е американска, мексиканска. Кога веќе преименувате, имајте на ум дека во ова време во кое што живееме, каде што комплетно е разрушен и ни се ниша идентитетот по сите основи, воопшто нема ништо лошо да ние ги обележиме улицата и улиците и објектите со наши еминентни македонски дејци, научници, писатели, поети. Па ако еден Лепи Сол и Владко Стефановски тргнале својата кариера на Мексичка, мислам дека најдобро би било таа улица да се применува во Лепи Сол. Тоа е ставот на Скопје. Суштината на Тафталич е дека улиците... Вие сте отклонети од контактот со вашите граѓани. Мене ако ме прашате, Владко ми е само комшија, живееме 3 куќи една од. Јас воопшто и не би навлегувала во оваа дебата на имиња на улица, ова е еден дефокус, кој што и така ќе имплементира, има фискални последици. Фирмите ќе треба да се пререгистрираат на новите адреси. Вие рековте дека личните карти ќе чекаме да ни истечат. Меѓутоа не е тоа темата на крајот на мандатот, вашиот мандат да заврши, ја вратите Мексичка. Браво! Добро, Жугич, ова дебата, ова дискусија ми наликува, ме слушате? Жугич, ова дебата ми наликува како пред неколку години, кога ВМРО ДПМН беше на власт. Сега, тоа вие што го зборуваше Шилегов. Кога вие ги менувавте улиците, и Шилегов и СДСМ велеа фискални импликации, лични карти, ме разбирате? Ама за разлика од нашето делување во 2013 кога тргнало промената на имињата, тука тоа е направено со цел да се даде акцент на македонските дејци. Например, булеварот, не знам, Јосип Broz Tito да се преименува во Македонија и да не ги редам сите во интерес на времето се. А ова не е баш така. Ние во овој регистар гледаме имиња кои што, како да ви кажам, има и живи луѓе, има и некое име кое што е проследено со никаква биографија, само пишува патриот до него. Значи има една голема, така народски ќе се изразам, турлитава во сето. При тоа има многу, значи инбоксот на нас советниците на ВМРО ДПМН ни е полн со предлози, со сугестии дека и многу еминентни личности македонски се изоставени. Оне што сакам да го пренесам како апел, кој што нас, граѓаните, како советници на ВМРО ни го пренесуваат, е да се даде акцент на македонските дејци. Со се сета почит према Квин, така, имаме ние тука и такако и уметници, и научници, и пејачи, и писатели, и книжевници, и министри од првата влада, и така натаму, мислам. Колку имења вие како советник предложивте? Дури сакам и јавноста. Колку вие имења предложивте? Дали предложивте едно име во оваа поставка, као советник? Читајќи од инбоксот иш за неја. Јас лично не предложив, меѓутоа ако се сеќавате градоначалник на последната седница која што имавме на оваа тема, каде што 2 сата се обидувавме да ве убедиме да ја симнете точката од дневен ред, да одложите за месец-два, да се направи една јавна расправа, една колешка моја ви се обрати дека неколку предлози се нејзини прифатени. Значи сега не на вашите гласачи дека вие како советник во Совет на град Скопје на поставка отворена година и пол не сте предложиле ни едно име.
Тоа е. Добро, да лично оставиме. не сум предложила Жугич, вака, нивно име, затоа ајде што- ова полека. Затоа што јас сум Жугич. задоволна со имињата, јас сум задоволна што живеам на Методија Шаторов Шарлот. Ете, вие не сте задоволни што живеете на Петре Пирузе, вие си ја сакате мексиканска, лепи сол, според мен. Не е Вака, тоа темата, Жугич, градоначалник. вака, Но кратко за оваа вие тема. сте Да ја се завршиме однесли затоа што има и од други теми. реалноста. Жугич. Вие не гледате дека Вака. Скопје се гуши во смет, дека ние се гушиме во загаден воздух. Вие не гледате што се случува по скопските улици. Вие ја дефокусирате јавноста на крајот од вашиот мандат, ние да дебатираме сега за имињата на улиците. Па јас како уметник ќе ви кажам еден стих од Шекспир од Ромео и Јулија. И розата да не се вика роза, таа ќе мирисе исто сладко. Значи вие ја терате да се бави јавноста со дали ќе се вика Мексичка или не знам, нема да се вика Ленинова или како ќе се вика, а при тоа никаков простор не оставивте во однос кога го менувавме името. Значи не го искочитувавте слухот на народот со бојкот на референдумот за промена на името на државата. И вие ми зборувате мене за колективна Добро, меморија. Жугич, вака, имате забелешки, имавте кога се договаравме и за универзална сала. Вечна тема, тука градоначалникот покажал големи дилеми. И Тоа е новина, една тема еднаш, која што јас ваков како проект, советник друг пат, ја ваков држам. проект. Кажете ми, Ја држам. владата мислам дека ја префрли пари за универзална. Владата префрли пари. Значи, јас ќе сублимирам во 3 реченици. Еден од најголемите инпути во предизборната програма на градоначалникот Шилегов беше комплетно реновирање и реконструкција на универзалната сала. 3,5 години како сум советник, јас се бавам лично, затоа што културата е на некој начин природно мој ресор како советник во Советот на град Скопје. Имаше разни фази. Се подпишуваа меморандуми со тогашниот министер за култура, се подпишуваа меморандуми со влада, па влада не, па тоа се ингеренции на град Скопје, па не, па град Скопје нема буџет, па не и така натаму, да стигнеме до фаза во 2020 година да се префрлят со ребалансот на буџетот владата да обезбеди 120 милиони денари. Потоа, значи тоа цело време беше во секторот култура во град Скопје. Потоа се префрли на секторот планирање и уредување на градежно земјиште, ги презема ингеренциите. Градоначалникот имаше еден изглед дека ќе ја руши универзална сала, таму ќе прави парк, дека ќе се прави нова концертна сала, па кога се крена скопската јавност, особено скопската јавност, сите еминентни уметници и музичари, градоначалникот излезе со став дека и негова желба всушност била во постојниот габарити објектот да си ја задржи, само да се направи реконструкција, дека таа не се откажува од нова концертна сала, меѓутоа на друга локација имаше преси со тогашниот министер за култура, со сегашната министерка за култура, шетање из универзална сала и така натаму. Она што јас сакам да информирам јавноста е дека во четвртокот, завчера, на 24 чинам, на моје советничко прашање до каде е проектот, оти градоначалникот не може а да не ја заврши универзална во овој мандат. Во неговите последни изјави ноември месец 2020 тој вели дека во 2021 ќе биде готова, реконструирана, ќе блесне универзална сала. Сега на завчера прашав до каде изготвувањето на проектот за реконструкција и добив одговор дека ќе добијам на писмен одговор. Тоа за мене значи дека воопшто Добре, тука е градоначалникот ќе каже, Жугич, да завршуваме, немаме многу време, само што ова да ме прашам. Зошто не реагиравте порано кога бевте во локалната самоуправа, кога се менуваа улиците на Скопје од власта на ВМРО-ДПМНЕ, односно Коце Трајански? Буквално со сите тие предлози се согласувавте и кратко да ми кажете, нели е подобро да има некои локални референдуми, двотретинско гласање, да се промени системот на носење на... Апсолутно мислам дека треба да има на можност скопјани да се изјаснат на оваа тема, тоа и беше нашето барање, затоа и баравме да се симне оваа точка од дневен ред, што се однесува на промената на имињата кои што ги правеше минатата власт 2013 година. Зошто тоа не го баравте тогаш? Молам? Зошто тоа не го баравте тогаш, што сега го барате? Треба да се изјаснат граѓаните. Затоа што беше многу благородна темата и концептот. А тоа беше давање акцент на македонските дејци. И би сакала да разграничам. Овдека, со се сета почит спрема пријателските настроени, така сега Мексичка знаеме дека е ради после земјотресот нивната солидарност и така натаму. Со се сета почит спрема пријателските држави и така натаму кои што помогнале на Скопје. Меѓутоа, ние живееме во едно време кога апсолутно треба да дадеме предимство на нашите дејци, кои што нешто направиле, оставиле нивниот Ептен голем деец.
Јордан Мијалков е многу голем деец македонски. А Минта трети исто Добро, така. градоначалник. Добро, ова прашање да го упатевте пред... Јас не велам дека во ова, али во овој регистар 511 Елена, окей, имиња нема сублимирам. убави предлози, навистина има убави издржани предлози. Меѓутоа, Ала. не брзете, не ги дефокусирајте Скопјани од реалните дупки. Имињата на улиците, дајте дупкиве да ги асфалтираме. Дајте, мислам, во строг центар, така улицата која што поминува пред патната гаража Тодор Александров, сега и го вративте името Беко, е полна со дупки во строг центар. Колите Добро, си ги благодарам. крши. Јелена Жугиш, советник во Советот на град Скопје. Стадион. Емисија за вашата вистина.